Бараме од вас да свртиме грб на режимот, а да ја погледнеме и да се избориме за слободата во Република Македонија. Ги повикувам колегите и колешки пратеници да ни се придружат во едноминутното молчење по повод 24 декември 2012 година. Благодарам. Господја Вонева Силвана има процедурално. Повелете. Благодарам, почитувам председателе. Токму така, почитувани колеги, треба едноминутно молчење за срамот кој што беше нанесен на македонската парламентарна демократија, срамот кој што го направивте вие, почитувани колеги, малтретирајќи ги колегите од парламентарното мнозинство, не дозволувајќи спротивно на Уставот да влеземе на нашите работни места, не дозволувајќи на председателката на Законодавно-правната комисија да отпочне со работа, тргајќи ги од раце листовите, плукајќи по секого од нас, навредувајќи не, псуејќи не, зборувајќи се и се што за вашите почитувани колеги, кои што до ден денес достоинствено се однесуват кон вас. Жалиме сите ние за 24 декември. Не требаше да го послушате сценариото кој што го направи господинот Црвенковски, бидејќи тоа му беше единствен начин да дојде на власт, да направи тензија во собранието на Република Македонија, да ги вовлече и колегите од представници на албанскиот народ овде во Република Македонија, албанските етнички заедници. За да направите поголема тензија во Република Македонија, бидејќи тоа беше единствениот начин Бранко Црвенковски да дојде на власт. Затоа, почитувани колеги, бевте марионети во собранието на Република Македонија и го игравте театарот кој што беше нацртен во Бихачка. Бевте марионети на Бранко Црвенковски. Тој од надвор, а вие однатре не смеевте да излезете надвор, се додека не ја извојувате победата, како што беше кажано, односно превземањето на власта. Со какви средства? Со недемократски средства, со корнење на микрофони, со плукање на вашите колеги. Значи, почитувани колеги, и јас се надевам дека таков срам во парламентарната демократија, се надевам никогаш повеќе нема да се повтори, уште повеќе што граѓаните веднаш потоа со гласањето го кажа и својот став према тоа што го направивте, почитувани колеги. И верувам дека никогаш ниеден пратеник нема да се дрзне некому да му попречува да дојде на своето работно место и да ги представува сопствените граѓани. Вие тоа ни го правевте пред сала 1. Жалам што не се вклучувате во работната група и конечно да ставиме точка на тој срам од 24 декември кој што нанесе ужасна штета на Република Македонија и понатаму продолжувате со таквото сценарио. Жалам.